Они викаат не бе, што има со вас да разговараме, ние имаме толку голем легитимитет, што се ќе седнуваме и ќе ги слушаме вашите ставови кога гласаа за нас, не знам толку илјади луѓе. Особено што и во оваа влада, ја мислам дека не постои унисона реакција. Да, имаше доста радикални реакции од она што ние нарекуваме ботови платеници, пробуваат нели на овие луѓе кои излагаат, кои се бунат, кои бараат некаква промена на системот, не нужно на власта, на системот. Пробуваат да ги делегитимираат на некој начин. Не мислам дека е тоа добро. Ниту мислам дека функционира, ниту мислам дека овие млади луѓе ги допира. Знаат што бараат, знаат каде одат и знаат што сакаат да добијат. Така да имитирање на таа некоја конфликтуална комуникација која постои, не знам, кај нашиот северен сосед, која постои во некои од земјите во регионот, не може баш со овие генерации добро да функционира. Тоа можеби со мојата генерација можеше, ние полесно се плашевме, имавме повеќе страф од стигма. Сега веќе климата е променета, така да колку што е ова некаква криза која се случи, толку и можност за некаков социјален диалог да се врати во некоја нормала и тоа дека владата не е нели толку хомогена, како што не е ни една политичка структура, како што не е ни една структура во општеството, и во оваа влада има луѓе кои можете јавно да ги скритикуваат и потоа кога ќе се видите да речат гледав дека ме критикуваш, сакам баш да седнеме да разговараме за ова што го зборев. Меѓутоа таквите луѓе треба да се негуваат во политиката и тој тип на луѓе кои сакаат диалог. Ние се уште чекаме таквите да се јават. Ја не мислам дека тоа примарната желба на овие луѓе или примарната цел да се направи некаква безбедносна криза. Меѓутоа тоа зависи од обете страни на таа некоја политичка поделба која постои. Така, тоа е многу битно и како власта ќе изреагира. Каква било нервозна реакција во однос на што младите луѓе го барат, особено во ваков невралгичен момент, нема да доведе до ништо добро. Дека веројатно оваа енергија треба некаде да се насочи, треба да и се даде некаков правец и да се искористи за нешто позитивно. Колку ние имаме капацитет за тоа, не знам.